После 185 години Валандовчани ќе добијат храм во центарот на градот. Денеска светиот архиереј, начело со поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, заедно со верниците, ги поставија темелите на Пресвета Богородица. Божиот дух ќе живее во центарот на градот, а верниците ќе можат вечно да служат. Македонија е позната по многу нешта, но најпозната е по нашите светињи. И да му благодариме на Господа што еве и нам ни се дава можност да се вброиме меѓу градителите, ктиторите, творците на вредните и вечните дела. Нека е честито и дај Боже и на други места кај што немаме да градиме вака со ваква радост. Верниците денеска се собраа пред вековните јавори, да се поклонат пред осветата на темелите и со исчекување во најскоро време христијанската вера да живее во градот. Многу убава работа, многу добро. Храм ни требаше во центарот да имаме поблиско тука, да не одиме горе на таа црква. Нешто многу убаво, затоа што секој пат ќе сакаме ние да дојдеме, на пример, за здравје, било за шо, ќе си дојдеме тука блиско, а инаку таму горе црквата ни е далеко, кај гробиштата и малку потешко одиме до таму, а тука нормално дека ќе одиме почесто. Првиот човек на општина Валандово, Никола Чориновски, горте што на идните поколенија ќе направи храм и во догледно време свечените верски обреди ќе се вршат токму во овој храм. Еден како од главните приоритети беше токму црква, и тоа црква која што ќе биде во центарот на градот, каде што доликува, како што кажа и господин Стефан. Црквата која што моментално имаме се наоѓа на гробиштата и едноставно не е пријатно и не е убаво да служи за крштевки, венчавки, свечени чинови и празнични делови. Светиот храм, посветен на Божјата мајка, ќе може да прими околу 500 верници во неа и ќе биде на површина од над 250 метри квадратни.